Договорот за раст од 40% на платите на јавната администрација, кој го подпишаа владата и синдикатите, е со историско значење, коментираат упатените. Фактот дека на ваков начин се подпиша документ кој содржи јасен пакет за тоа како и за колку ќе растат платите во наредниот период, за дел упатените е многу значаен. Билјана Чкламовска, правник и експерт по човечки ресурси, во изјава за Алфа, вели дека досега ниту една влада не успеала да договори ваков пакет со јавната администрација. За јавната администрација, работодавач е владата и во однос на претходните влади, оваа влада навистина покажа разбирање, нормално во рамките на своите можности. За прв пат, и двата синдикати се ислушани и обезбедени во преговори, двата репрезентативни синдикати, мислам. И за прв пат се донесе едно вакво, да речем, историско решение за покачување на платите во администрација, комплетно владата има разбирање за своите вработени, како работодавач. А иначе за во иднина ова ќе се подпишуваат, поединични колективни договори, веројатно тоа ви е јасно. Поединични се мисли секоја институција, секоја установа, секоја министерство, државна фирма која што има синдикат, ќе подпишува колективен договор на ниво на работодавач. Тоа се колективни договори кои што обезбедуваат најголеми права, бидејќи обезбедуваат поголеми права и од општиот колективен договор. Според пресметката за новите плати во администрацијата до кој дојде телевизија Алфа, уште во старт платите ќе се зголемат помеѓу 60 и 115 евра. Вработениот на најниската работна позиција со средно образование ќе добие покачување за 3786 денари, додека пак најниската позиција со високо образование ќе добие во април повисока плата за околу 4200 денари. Најголемото покачување ќе биде кај раководните позиции кои ќе бидат повисоки за околу 7000 денари. Според Шкламовска, владата ги обезбедила своите работници како работодавач, а во приватниот сектор потребно е да се водат разговори помеѓу работодавачите и работниците преку нивните синдикати, со што би се постигнал договор за повисоки плати и во приватниот сектор.